Продолжуваме со разговори во студиото. Гостин ова утро ни е универзитетскиот професор доктор Никола Минов од Филозофскиот факултет во Скопје, со кого ќе зборуваме за спорниот учебник по историја и општество за пето оделение кој предизвика бурни реакции во јавноста. Авторите на овој спорен учебник едноставно своите пропусти ги дефинираа како технички грешки кои што не се така страшни. Професоре Минов, што мислите вие? Дали се само технички грешки? Јас сум во образовниот процес најпрво како ученик во основно и средно, а веќе последните 12 години како универзитетски професор уште од 1986 година. Низ раце и како ученик и како професор ми прошле повеќе десетици учебници по историја. Дел од нив прилично квалитетни, дел од нив просечни, дел од нив подпросечни. Со сето мое искуство тврдам дека ова е убедливо најлошиот учебник по историја во нашата држава. Ова е учебник кој што ќе произведе деца што во иднина нема да може да се снаоѓаат ниту во времето, ниту во просторот, што нема да знаат што е лево, што е десно, што е горе и што е доле. Нешто што страшно ќе им се одрази во животот, за жал, доколку овој учебник продолжи да се користи. За ова што го тврдам, би ве замолил да ми дозволите неколку минути да го подкрепам со факти, бидејќи во учебникот има толку многу грешки, невозможно е сите да се запомнат. Грешките во учебникот се правило, не се случајност или исклучок. Морав да ги запишам дел од нив и да покажам зошто нашите деца, нашите внуци ќе имаат потешкоти да се снаоѓаат и во време и во простор. Во простор, страна 93, нешто што циркулираше низ јавноста, една реченица на која што служи веќе за подсмев. На исток нашата земја се граничи со Република Албанија, на запад со Република Бугарија. Страна 88. Бразил е најголемата соседна територија во Соединетите Американски држави. Децата треба да научат дека Бразил е во САД или дека е сосед на САД, а веднаш по оваа информација има мапа на која се гледа дека ниту е Бразил во САД, ниту е сосед на САД. Ќе произведеме десетици илјади деца, доколку учебникот се користи во последните 5 години, а има право да се користи, ќе стане збор за 100.000 деца. Кои што ќе немаат представа за простор и утре кога ќе тргнат на запад ќе стигнат во Кјустендил, за жал. Нема да имаат представа за време. Децата ќе имаат целосно погрешна представа за време поради целосно погрешни податоци во учебникот. Страна 113. Стариот цртичка античка историја век, термин што не постои никаде, е историски период кој завршил во 5 век пред нова ера. Ова е промашување од цели 10 века, односно од 1000 години. Но промашуваат и за повеќе од 1000 години и ќе направат целосен хаос во главите на децата. Страна 101. Историјата започнала пред околу 4000 години пред новата ера и се уште трае. Тоа што и претходело на историјата се дели на праисторија и се дели на камено и метално време. Значи, пред 4000 години било металното време. И тоа е праисторија. Ама после тоа, на страна 147, велат дека античкиот градот Стоби постоел во металното време околу 2 век пред нова ера. А претходно викат дека тоа завршило во 40 век пред нова ера, значи прават утки веќе и за 38 век. Катастрофална представа на историските периоди, а едната од авторките е историчарка. Погрешна представа ќе имаат децата за големина, за височина, за длабочина. Страна 78. Монт Еверест е највисока точка на земјата на 29.035 метри надморска височина. Монт Еверест е висок 8.849 метри. Така, не е во километри. Најниска точка во Азија пишуваат, е Мртвото море, кое е повеќе од 1400 метри под морското ниво. Мртвото море е 430 метри под морското ниво. Како е настаната грешката? Предпоставувам препишано од англиски јазик, каде што не пишувало метри, туку фит, стапки. И тоа е пренесено без да се размисли. Страна 86. Територијата на САД се наоѓа зад Бразил и Кина, со што е петта земја по големина на планетата. Јас уште во основно сум учел дека САД се поголеми од Бразил, и тоа за скоро 1 милион километри квадратни. Авторките тврдат дека Бразил е поголем од Кина, еве денеска тоа го дознаваме. А буквално во претходната реченица велат САД е втора земја по површина во западната хемисфера зад Канада. Значи, нешто што е точно, нешто што ова е точно, меѓутоа во следната реченица велат дека е Бразил поголем од САД, значи
веројатно не знаат дека и Бразил е во западната хемисфера, можеби мислат дека е во источната. Четврто, и привршувам со ова, покрај горните, децата ќе треба да учат и низа целосно погрешни податоци кои од најмала возраст ќе им се врежат во глава. Страна 116. Никола Тесла е изумител на електричната енергија. Тоа е исто како да кажеме дека го измислил кислородот, ја измислил водата или измислил било што постои во природата. Никола Тесла е најпознат по својот допринос во проектирањето на модерниот систем на напојување со наизменична струја. Страна 116. Марија Кири е добитник на 2 Нобелови награди за наука. Не постои Нобелова награда за наука. Постојат 5 за хемија, физика, медицина, литература, мир. Страна 149. Античкиот град Хераклеја е основан во 6 век пред нова ера. Не постои археолог што ќе го прифати ова. Се измислуваат буквално податоци. Мешаат клинесто писмо со хиероглифско писмо, со хиероглифи. Ова се само фактички грешки. Има, навистина не сум педагог, нема да навлегувам во сето останато, иако во својата реакција авторките тврдеа дека методолошки и така натаму целосно ги задоволува сите критериуми. Јас разговарав со мои пријатели, пријателки, колешки, колеги што имаат деца токму во 5 оделенија, тврдат дека имаат потешкоти да разберат терминологија. Например, има реченица Роза Луксембург себе си се гледала првенствено како личност, а не низ призмата на родот. За дете од 5 оделенија било многу тешко призмата на родот да го свати. И така натаму еден куп полувистини небулози преопладуваат во учебникот. Ја има и целата содржина на универзалната декларација за човекови права, 30 членови, и тоа е за едно 10 годишно дете премногу за читање, а не па меѓутоа за учење. се прават грешки кои што катастрофално ќе се одразат во иднината на децата. Како има ли оправдување за вакви грешки? Нема. Авторките се повикаа дека се работи за технички грешки. Јас секако дека ќе дозволам дека може да се провлече една или две технички грешки. Меѓутоа, како што реков, грешките во учебникот се правило. Тоа веќе не може да стане збор за технички грешки. Туку за незнаење. Како е можно еден учебник да помине низ толку филтри, 2 автори имаме, 3 рецензенти, уредници, Национална комисија за учебници, Биро за развој на образование и никој од овие одговорни да не ги забележи ваквите грешки што излекоа и во печатеното и во онлайн изданието. Само да напоменам дека станува збор за отпечатени над 20.000 примероци, од кои 13.500 се на македонски јазик, 7.000 се на албански јазик, кои што се со истите грешки, нели ова Бугарија, Албанија, Исток, Запад. Исто така има и некоја српска верзија која што не е достапна, веројатно и таа е само превод на првичниот учебник на Ангеловска и Илиовска. Како е возможно никој да не ги забележа? Не знам, ќе треба да шпекулирам. Предпоставувам дека се работи за комбинација од незнаење, површност и неодговорност. Зашто го велам сето ова? Кај авторките очигледно се работи за незнаење, иако едната од нив, Анита Ангеловска, дури од собраниска говорница рече дека, буквално цитирам, себе си се сметам за многу паметна личност. Меѓутоа, овде се работи, кај нив две се работи за незнаење, очигледно. Не верувам и не сакам да верувам, уведен сум дека не е така, дека за незнаење се работи кај сите останати. Затоа што имаме 3 рецензенти. Според законот за учебници за основно и средно образование, едниот од рецензентите треба да е универзитетски професор од наставничките факултети, предпоставувам дека прво подпишаната, а другите 2 рецензенти треба да се од основно или од средно образование. Доколку сите 3 го прочитале текстот, барем една од грешките ќе уловеле. Моја предпоставка е дека не посветиле внимание на содржината, повеќе на формата, веројатно оценувале дали има слики, дали е застапена родовата проблематика и така натаму, меѓутоа ако прочитале ќе ги уловеле грешките. За нив подобра опција е да не го прочитале, бидејќи ако го прочитале, со тоа ќе покажат дека и они не ја познаваат. Имаме учебникот е одобрен од Националната комисија за учебници како највисоко тело во процесот на одобрување на учебници. Националната комисија според закон е составена од 21 член именувани од владата.
Овој последен состав ги избрав 20 души, се именувани на 19-тата седница на владата одржана на 2 март 2022 година. 20 на луѓе. Ниту еден дел од нив несомнено паметни луѓе, за ниеден од нив да не го забележи сето ова. Единствен мој заклучок е дека воопшто не го прочитале учебникот. И го имаме и Бирото за развој на образованието, кое доставува образложено мислење до директорот на педагошката служба при Националната комисија за усогласеноста на учебникот со наставната програма. Значи од Бирото констатираат дека учебникот е усогласен со наставната програма, за да го констатираат тоа, морале да го прочитаат. Доколку го прочитале, значи и они не ги увиделе грешките, би покажале незнаење. Предпоставам дека не го прочитале, бидејќи се сомневам дека толку многу луѓе немало да забележат. Површност, неодговорност од една страна и незнаење од друга страна. Така, инаку... Меѓутоа, тука е прашањето и како се дошло до тоа конкретни луѓе да го, за кои што еве, не тврдам јас, туку самиот учебник, сите што ќе го прочитат ќе видат, дека имаат незнаење да го напишат учебникот. Како воопшто тие луѓе го напишале? Зошто? Кој им дозволил? Па Конкурс, нели? И сега јас не знам дали универзитетската фела, еве конкретно од катедрата по историја или Институтот за национална историја, дали во вашата фела постои интерес за учество во изработка на учебниците за основно и за средно образование? Јас никош не сум бил автор на учебник за основно и средно, но знам дека универзитетски професори, мои колеги, биле автори на мощно квалитетни дури учебници по историја. Овој пат, јас навистина не знам кој се јавил на конкурсот, но од реакцијата на двете авторки од пред некој ден произлегува дека они биле единствените, бидејќи они таму пишуваат, ако ние не знаеме и ако сите вие знаете, зошто не се јавивте на конкурсот? Што значи, веројатно знаат дека никој не се јавил. Сега е прашањето зошто никој не се јавил на овој конкурс. Не можам секако да тврдам за било кој историчар зошто не се јавил, можам за себе, но можам повторно да претпоставам дека ова е поврзано со концепцијата за основно образование и тие дебати од 2020 година, кога историската фела речиси едногласно, имаше еден исклучок кој што целосно ја поддржа концепцијата, поигра на случајот, една од авторките беше тоа. Дури и во спотовите на поранешната министерка Мила Царовска ја поддржуваше и концепцијата, го поддржуваше и укинувањето на предметот историја, односно неговото спојување со граѓанско образование и географија. И предпоставувам дека тој отпор, тоа беше едноставно несогласување, затоа што да ве потсетам, дури Македонската академија за науки и уметности, дури Универзитетот Кирил и Методи како целина, односно Сенатот на Универзитетот, Филозофскиот факултет, како факултет на кој што се произведува наставниот кадар што предава историја, едногласно се спротивставија на вакво избрзано носење и спроведување на реформата, на концепцијата за основно образование. Токму од неа произлегува и овој учебник. Така да, историчарите како фела не сакаат да бидат дел од ваква избрзана концепција за основно образование, каде што историјата, не би рекол се укинува, но се маргинализира. Па и подобро да ја нема ако биде во ваква форма со измешани факти. Веќе се прашувам дали тоа може би било и целта. Не сакам да одам во теории на заговори, нема да одам, но веќе е симптоматично. Што мислите вие? Како сепак историјата е многу потребна како наука, посебно за нас кои што го градиме нашиот идентитет, нашата култура се базира на нешто што било во минатото и што ние продолжуваме да го градиме денеска. Како според вас може да стигнеме до квалитетни учебници, надгледни средства кои што ќе ги користиме во образовниот процес? Значи зборуваме за учебници што ќе ги користат сите генерации. Веќе немаме време, а сепак не треба да се брза. Ова сега што ни се случува е плод на брзање. Преку ног се донесе концепција за основно образование, преку ног требаше да се напишат учебници, преку ног требаше авторите да се изберат и да бидат, прифатливи. Не треба да се брза, треба да се консултираат најстручните. Еве, јас сум универзитетски професор, предавам историја на Филозофскиот факултет. Од разговорите речи со сите мои колеги, 10 сме што предаваме историја, никој воопшто не бил ни консултиран, ни прашан. Како, зашто, кога.
Напротив, на нашите реакции да не се брза, да не се прави така, бевме исмевани. Се припишува партиски припадности, нешто што воопшто немаше, нели? Да, нешто што е класика нели, за сите односи во држава. За жал, треба најстручните да бидат прашани. За жал во нашето општество стручните почнуваат се повеќе и повеќе да молчат. Дали од страв, дали од разочараност, треба да бидат сепак прашани и нивното мислење да биде земено предвид, а не само проформа. Треба да им се дозволи времето да се... Има универзитетски професори, ви реков, имаме примери каде што се напишани прекрасни учебници. Зошто не се спроведе нешто слично во ред? Се менува времето, треба да се внесуваат новини секако во тие учебници. Треба само да се ревидираат нешто, некои делови да се прочистат. Апсолутно, треба да се внесе повеќе и родова проблематика и така натаму, методолошки може би дел треба да се сменат. Меѓутоа, немојте да измислувате топла вода, немојте да брзате. Не заради мене, не заради вас, не заради 100.000 деца во 5 години би го учеле ова. Добро е што авторките побараа да се поправат техничките грешки, ајде да им го прифатиме. Не се само тие 3, има многу повеќе. Значи, го молам Министерството да не брзаат само со тие 3 поправки и сепак побара да се поправат електронската верзија. Не треба убаво да се прочисти, треба целосно да се повлече во учебник. Според мен треба да се напише ново бидејќи според грешките што ги набројавте. Јас наведов само дел. Треба целосно да се повлече. Еве, за поздравување, например, потегот на Министерството за образование и наука, кое што побара од Националната комисија за учебници да започне процес за утврдување на причините за пропустите при одобрувањето и издавањето на учебникот. Да. Тоа е одлично, меѓутоа, тоа се бара од Националната комисија која што е дел од пропустот. Дали самите себе ќе си се обвинат, можеби ќе дадат колективна оставка, што би било доблесно и за поздравување, но треба да се отстрани, еве, упатувам и јас апел да целосно да се повлече овој учебник, потребен ни е нов и многу поквалитетен учебник заради нашите деца. Како родител имам забележано дека и претходно имаше грешки во учебниците, секакви, дури и некои банализирани податоци, например, не знам во кое оделение беше кога се учи, мислам дека во оној спорниот учебник за 7 или за 8 беше, кај што пишува кој е Гоце Делчев, тоа во едно малочко пасусче, како факти за Гоце Делчев, стои само дека неговата мајка била домаќинка, а таткото меанџија. Значи, такви некои банални моменти за нашиот, да речеме, наш најголем јунак, историска личност. Така да, значи имаше грешки, меѓутоа, освен вака родители преку социјални мрежи што реагира, јас не паметам дека наставници кои што ги предаваат овие предмети, предаваат историја во основното образование, дека ги забележале па реагирале. До мене стигнале реакции. Еве, тврдам дека до мене од мои студенти, поранешни подоцна наставници, стигнувале реакции, меѓутоа се работело за многу мал дел и навистина многу често за технички грешки кои што они на самите ученици подоцна на часовите им ги укажувале. Секако дека постоја и многу неквалитетни учебници. Постоја затоа што не учеат ист учебник сите, јас колку што знам. Да, имаше еден период кога се печатаа неколку изданија, па наставниците од друга страна, ние денеска тука сме да зборуваме за учебникот по историја и општество. Мене ми стигнуваат информации за други учебници по математика, по географија, каде што кога се учи за цели броеви, резултатот е децимален број, или кога заокружи ги непарните броеви, а сите се парни во географија. Значи, ова е веќе на сите нивоа. Има, значи, сериозна криза со учебникарството во Македонија и загрозени се како што е резултат на брзањето. Затоа што мораше на брзина да се спроведе, така сметаа некои, на брзина да се спроведе концепцијата за основно образование. Беше земен кредитот, требаше да се реализира. Да, и сега, веројатно, ако се повлече печатиното издание, тоа ќе биде многу голема и финансиска штета. Да, меѓутоа, ние треба на вага да ставиме финансиската штета и нашите деца, иднината на нашите деца. Тоа секако немерливо. Мислам дека немерливо е. Така, инаку, живееме во еден многу чувствителен момент кога се оспорува и нашиот идентитет, јазик и култура, и кога историчари од Македонија и соседна Бугарија ги договараат формулациите за македонските историски личности и историјата која сме ја учеле пред децении сега мора да доживее промени за поголемо добро, нели, интеграција во Европската Унија. Треба ли да бидеме повнимателни и појасни, бидејќи го редефинираме минатото од кое што ќе учат идните генерации?
Вие рековте мора да се направи. Не мора според мене. Не мора. Дали сме подготвени да подлегнеме на бугарскиот притисок? Јас не сум. Многу мои колеги, речиси сите мои колеги, не се. Се надевам дека повторно нема да се најде индивидуа или 2-3 индивидуи кои што ќе бидат подготвени да ја свиткат кичмата, да потклекнат и да спроведат, да ги спроведуваат целите на туги држави. И уште во мене постои надеж дека и нашите политичари нема да го дозволат тоа. Сега и во едни такви околности кога можеби комисијата, мешовитата македонско-бугарска комисија ги дефинираше формулациите, да речеме за цар Самоил, едноставно во овој учебник се појави само како цар Самоил, не е веќе ни бугарски ни македонски, него Да, тоа веќе не е случајност, тоа е резултат на таа одлука, претпоставувам. Така. Јас мислам дека во главном ги исцрпивме овие спорни моменти во учебникот по историја и многу е важно, значи, она што ќе им го оставиме на идните генерации и нели ја мислам дека на ваков волунтаризам не треба повеќе да си дозволуваме во една ваква суштинска сфера. Апсолутно. Треба многу да бидеме внимателни при изборот на автори, рецензенти и така натаму, затоа што треба да претпоставиме како ќе се рефлектира тој избор. Знаете, ние сега имаме случај, за жал имаше и остри напади кон авторките, претпоставувам од вознемирени родители, каде што имаше квалификации кои што воопшто не се точни, дури беа обвинети дека се неписмени, очигледно не се неписмени, го знаат кирилското писмо, ги знаат буквите, меѓутоа незнаењето па од друга страна е очигледно. Знаете, не можеме ние сега да дозволиме тој што авторките во случајот не знаеле и може веројатно не знаат дека не знаат. Како што мртвиот не знае дека е мртов. Меѓутоа, нешто што било поголемо од нивното незнаење била нивната амбиција. Они сепак се дрзнале, би рекол, би бил малку погруп, да конкурираат да напишат учебник со сето свое незнаење. И го нашле патот до тоа. Не знам кој точно бил патот до тоа, но они го нашле и успеале, некој им дозволил да го напишат тој учебник. Тоа е еден проблем. Вториот проблем, по втор пат го потенцирам, површноста и неодговорноста. Никој не го прочитал тој учебник од тие што биле должни да го прочитаат. Да, точно на рецензентите им биле дадени само максимум 14 дена испоред закон, за да го, меѓутоа и 14 дена не се ништо за да се констатира, барем макар една грешка во овој учебник не е констатирана. Тоест, да се поправам. Може би констатирале грешки, може би ова е втора, трета, четврта верзија од учебникот, јас не знам. Да, рекла дека е трета. Трета, што ме трета? Веројатно, значи во првата и во втората имало други грешки кои што биле поправени, но овие грешки не се забележани. Како не се забележани? Не можеме со ваква несериозност на коцка ја ставаме иднината на нашата држава и на нашите деца, уште еднаш ќе ти кажам. Професор Минов, ви благодарам за гостувањето во Утрински печат. Ви благодарам. Следуваат реклами.